Почитувани гледачи, ви покануваме да бидете дел од нашата нова емисија Точно напладне на радио Гласна надежта. Секоја среда, точно напладне, ќе имате можност да ги следите следните содржини: мисла на денот, актуелности во светот, совети за здрав начин на живење, теолошки теми, одговори на ваши прашања и други интересни содржини. Сето тоа ќе биде проткаено со убави христијански песни. Емисијата ќе се емитува на Facebook страната на радио Гласна надежта и на YouTube каналот Радио Гласна надежта. Се гледаме. Почитувани гледачи, поздрав од студиото на Радио Гласна надежта. Ја започнуваме нашата дневна емисија Точно напладне. Еве денеска повторно сме заедно и верувам дека ќе бидеме сите благословени што ќе можеме да се дружиме преку овие теми што ги приготвиме за вас. Верувам дека сте добро и затоа еве уште еднаш поздрав до сите вас кои денеска ќе бидете со нас и со нашата емисија. Вообичаено секоја емисија започнуваме со мисла на денот, така да и денеска ќе споменеме интересна мисла, а таа гласи: озборуваш ли некого, очекувај дека набргу ќе слушнеш уште полоши работи за себе. Мислам дека ова мудра мисла има своја тежина и своје значење. Озборувањето е денеска многу распространето широм целиот свет, понекогаш и ние сме закачени, можеби и ние озборуваме некого, но како е да е, еве нека ова мисла не води денеска да не озборуваме. Ако нешто треба да пренесеме, тоа да го пренесеме онака како што сме го слушнали, како оригинал, меѓутоа ако нешто ни е кажано во тајност или само ние да го знаеме, секако тоа треба да го задржиме. Значи, озборувањето го осудува и самата Библија. Ако ги читаме мудрите изреки на Соломон, тој зборува и на оваа тема, така да, еве, нека ова мисла не прати денеска, да се ослободиме од тоа озборување. Озборуваш ли некого, очекувај дека набргу ќе слушнеш уште полоши работи и за себе. Така да нека ова мисла не води во овој ден денеска. Еве на почетокот ќе ве поздравиме со една убава песна, потоа повторно ќе се вратиме во нашето студио. Одиме сега со поздравна песна. Putnik sam tu u zemlji suza, lutanju mom dolazi kraj, bola gde nema i nema smrti. Ja žurim sad u divan grad, moj sjajni dom gde otac čeka, ulice te od zlata sve. Ostavljam tu sve moje boli, vidjet ću dom i oca svoj. Dok sam još tu u kući tuge, sav život moj bola je pun i zato sada sa čežnjom čekam dolaska sjaj, taj divan dan. Moj sjajni dom gde otac čeka, ulice te od zlata sve. Ostavljam tu sve moje boli, vidjet ću dom i oca svoj. Moj sjajni dom gde otac čeka, ulice te od zlata sve. Ostavljam tu sve moje boli, vidjet ću dom
stavljam tu sve moje boli, vidjet ću dom i oca svog. Еве после песната што ја слушавме, повторно сме во студиото на Радио Глас на Надежд, од каде што ја следите емисијата точно напладне секоја среда во 12 часот. Следува рубриката Актуелности во светот и во земјава од нашава Македонија, меѓутоа овие информации или овие вести сакам да ги спомнам што ќе ги споделам сега со вас, почитувани гледачи, навистина не се така добри. Минатата година, при крајот, значи на 29 декември, како бомба одекна веста кога падна авионот во Јужна Кореја, каде што страда навистина 179 патници. Тоа беше голема трагедија пред новогодишните празници, верувам дека се уште ви е во сеќавање. Само ќе се присетиме што се случуваше и зошто ја кажувам сега ова информација кога веќе навлеговме во првиот месец од годината во јануари. Затоа што е поврзано со нас адвентистите. Ајде првин да кажеме неколку информации што се случило. Значи, авионот на Jeju Air со 181 патник, тука биле вклучени секако и екипажот, 6 членови на екипажот, се запали при слетувањето, откако наводно доживел проблем со опремата за слетување. Јужнокорејските власти денес соопштија дека сметаат дека авионската несреќа на меѓународниот аеродром Мусан животот го загубиле 179 лица, објавиле локалните медиуми. Меѓутоа тоа беше молневито пренесено во целиот свет, па и во нашите медиуми во Македонија. Значи, од 181 патник, повеќето секако беа мртви, само двајца биле спасени, кои се нашле во опашкат или на крајот од авионот, тие останале живи. Секако тука дошле многу противпожарни екипи за гасење на авионот, меѓутоа, на жалост, само двајца патници биле спасени. Што се случило? После се установи дека тркалата на тој авион не се отвориле. Сега, стручњаците ќе утврдат што се случило. Некои велат дека јато птици ударило во моторите и затоа допринело да не се отворат тркалата и авионот, тоа можеше да го видиме. Еве, додека јас зборувам, ќе видите и слики од таа несреќа. Значи, авионот на трупот едноставно се лизгаше по пистата и удри во заштитен зид. Ево уште неколку информации. Значи, авионот на Jeju Air со 181 патник, вклучително и екипажот кој се наоѓал по локално време, во 9 часот по локално време, во округот Муан, 288 км од југозападно од јужнокорејскиот главен град Сеул, се урна овој авион. И знаеме дека сите загинале патници, 8-20. Меѓутоа, зошто ја спомнувам сега ова несреќа? Затоа што според информациите кои ги добив после, значи, ова несреќа, во авионот се наоѓале и неколку членови на адвентистичката црква. Членови на адвентистите имало меѓу загинатите во авионската несреќа во Јужна Кореја. Регионалните црковни водачи повикуваат верници од целиот свет на молитва за ужалените. Неколку членови на адвентистичката црква на 7-миот ден се помеѓу загинатите во авионската несреќа што се случи на меѓународниот аеродром Муан во провинцијата Јужна Джеола, Јужна Кореја, значи на 29 декември, и побарано е од сите членови кои слушнале за ова несреќа да се молиме за роднините, пријателите кои ги изгубиле своите најблиски. Значи, помеѓу тие 179 лица кои загинале во авионот што се урнал, се наоѓале, значи, адвентистички лаик, верник и неговата сопруга, нивниот син, двајца ученици во адвентистичкото училиште и нивните родители и уште еден човек, верник, кој
bил на службено патување, споделиле регионалните адвентистички лидери. Значи, во таа несреќа, на жалост, се случиле, се погинали неколку членови на адвентистичката црква. Вие знаете, почитувани гледачи, дека адвентисти има во целиот свет преку 20 милиони верници распространети по сите провинции, по сите меридијани, по сите држави во светот. Еве и овие луѓе патувале, најверојатно дома, да ги прослават новогодишните празници, меѓутоа се случила оваа трагедија. Ова е уште еден доказ, почитувани гледачи, дека никој од нас не е сигурен на оваа земја. Трагедии, несреќи се случуваат како на копно, како на вода, така и во воздухот, во авионите, но наше да бидеме подготвени без разлика што да се случи, кој ќе се прекине нашиот живот, да бидеме подготвени да завршиме секако со нашиот живот. Иако утехата не може да се даде така лесно на роднините и пријателите, но ние христијаните веруваме во Бога, веруваме во еден нов живот и во нова средба со нашите покојни, со нашите мили драги. Божјата утеха и мир нека бидат во срцата на сите што се повредени, рекоа водачите на адвентистичката црква во тој дел на светот во Јужна Кореја. Значи, авионот доаѓал од Банкок, Тајланд и, како што најпрви јавија сите медиуми, дека јато птици удрило во авионот, или авионот удрил во јато птици, така придонело да едноставно моторите, односно тркалата не се отворат и то можевте да го видите на самите вести, како авионот се лизгаше едноставно по пистата, меѓутоа не може да се закучи, таа огромна железна птица и удара во бетонскиот зид кој бил на крајот од самата писта. Голема трагедија, но сепак нашата вера, како што реков, е во Господа Исуса Христа, дека еден ден повторно ќе се сретнеме со нашите мили драги. Еве само уште една информација. Според официјалната црковна статистика, од 30 јуни 2023 година, во тој дел на светот, значи Јужна Кореја, крстено има верници 263.237 кои се собираат во 699 цркви кои припаѓаат на 5 конференции на оваа територија во овој регион. Црковниот регион вклучува и значајни институции како што се универзитети, средни училишта и основни училишта. Гледате колку има тамо адвентисти во тој дел на светот. 263.237 во тој регион само на светот. Како што спомнав, адвентисти верници, само крстени верници во светот ги има преку 20 милиони. Како е да се молиме за сите кои се ужалостени, кои изгубиле своите мили драги, но со вера и надеж дека еден ден повторно и тие ќе се сретнат со нивните, а и ние со нашите мили драги кои смртта кои ни ги уграбила или украла. Одеме сега, почитовни гледачи, повторно со песна. Da se smija
Добре дојдовте во Здравје во 10 минути. И денеска со нас е Сања. Добре дојде Сања. Ќе се потсетиме уште еднаш дека Сања е медицинска сестра и дека моментално е студент на медицинскиот факултет во Скопје. Во минатите емисии зборувавме за имун систем, разговаравме за првата и за втората линија на одбрана и денеска треба да продолжиме со третата линија на одбрана, па може да започнеме со ова прашање. Може, не е проблем. Значи, третата линија на одбрана на човечкиот организам е позната како стекнат имун систем. Претходно зборувавме за неспецифичниот или вроден, а денеска ќе зборуваме за стекнатиот имун систем. Она што е најважно за него е дека не може директно да се активира, например како клетките природни убици или фагоцитите кои што ги спомнав претходно. За активација на овој систем или на стекнатиот имун систем потребно е да имаме антиген презентирачки клетки. Ова е малку можеби покомплицирано. Добро. Значи овој вид на одбрана го има само кај работниците. И индивидуата е способна да развие еден имун одговор кон антигени или штетни материи, патогени, микроорганизми. Бактерии, вируси, во нашиот случај најпознатите нешта, така? Да, кои што дотогаш не ги сретнала, но мора претходно да ги препознае и да се активира. Оно што го зборавме во првото предавање, во првата емисија, каде што имунитетот функционира така што препознава, дава одговор и можеби третата точка е помнење. Имаме два вида на одговор во овој стекнат имун систем. Тоа се хуморален и клеточен. Хуморалниот е познат како беклеточно медиран имун одговор, значи користи Б лимфоцити, лимфоцитите не се познати како клетки во крвта, и клеточниот или Т клеточно медиран клеточен имун одговор користи Т лимфоцити. Па, за да препознае некој антиген, значи некоја штетна материја, некој микроорганизам, потребни се специфични рецептори на овие лимфоцити. Па така за Б лимфоцитите имаме Б клеточен рецептор, а за Т лимфоцитите имаме Т клеточен рецептор. Па така секој лимфоцит, иако ги имаме многу во нашето тело, значи секој посебен има преку 100.000 рецептори на својата површина и сите се со иста специфичност. Значи, еден лимфоцит е специфичен само за една намена. Затоа го викаме и специфичен имун одговор. Значи, од каде да му приде некој микроорганизам на тој лимфоцит, тој ќе може да го прифати и да се активира, затоа што на целата површина има рецептори за кои што тој микроорганизам може да се поврзе. Значи, за да почне да функционира овој процес и активно и успешно да се бори против микроорганизмите со кои што дошол во контакт, потребни се денови за активација и за експанзија на бројот на клетки кои што ќе можат да делуваат. Значи не оди се тоа толку брзо. Треба малку време да помине. Да, Добро. секако. Значи, еве еден најобичен пример. Кога сме болни? Дали оздравуваме за еден ден? Тоа ли е тоа само да прашам периодот на инкубација? Така сега не е многу познато нели со пандемијата. Значи тоа е од кога ќе се Заразят дојдеме во моментот, контакт да. со вирусот додека да имаме симптоми, така? Додека да имаме симптоми и додека да почне овој специфичен имун одговор да делува. Значи, за Наред. потешки инфекции потребни се 7 до 10 дена и затоа кога сме болни не се опоравуваме веднаш, току потребно е да трае неколку време. И тука би направила можеби една мала дегресија каде што би спомнала дека не е потребно веднаш да почнеме со користење на антибиотици на своја рака. Бидејќи Апсолутно, често знаеме самите да си препишеме некој антибиотик. И тоа токму поради неколку причини. Прво, погрешен антибиотик. Значи, антибиотик кој што не делува на таа бактерија која што го заразила нашиот организам, можеби на таа бактерија делуваме со тој антибиотик така што го уништуваме зидот на бактеријата или создавањето на протеини, бета-лактамски прстен, пеницилините така делуваат. Исто така, можеби настанала резистенција на бактеријата кон антибиотикот, па за џабе го примаме антибиотикот, а тој нема никакво дејство. Може би па и вирус во прашање, нели? Така. Знаеме дека за вирусите не треба да се употребуваат антибиотици. Значи, кога инфекцијата не е од бактериско потекло, туку е од вирусно потекло, не можеме да користиме антибиотик, потребен е вирустатик. Исто така, потребни се неколку денови за да концентрацијата на антибиотикот
достигне една одредена висина или ниво во крвта за да може да почне да делува. А како што веќе спомнав, потребни се повторно неколку денови за нашиот специфичен имун одговор да почне да делува и самиот тој да ги убива микроорганизмите. Иако претходно за тоа време делува неспецифичниот имун систем кој што повторно продолжува со уништување на овие микроорганизми. Во ред, колку време му е потребно на овој дел од нашиот имун систем, на третата линија на одбрана, да се активира и ефективно да делува? Значи така, после првиот контакт со микроорганизмот, така е, значи потребни се недела до 2 седмици за да почне да делува специфичниот имун систем, а неспецифичниот имун систем почнува да делува моментално, значи во првиот контакт кога ќе дојде во нашиот организм. А тоа, например, дали зависи од нашиот имун систем или зависи од антигенот со кој што сме биле во контакт? Значи, од типот на вирусот, бактерија или нели некој има по-силен имун систем, некој има по-слаб имун систем? Од што зависи тоа? Точно колку дена ќе му треба за да се активира? Значи, секако зависи од бактеријата, од количината, тоа бројот на патогените кои што навлегле внатре во нашиот организам, зависи од тоа во каква состојба се наоѓа нашиот имун систем, дали сме го ослабеле, дали е доволно јак. Исто така зависи и од многу други фактори, значи надворешни фактори, доколку е летно време, некои од микроорганизмите пред да влезат во нашиот организам може да бидат уништени со помош на UV зраците, можеби некоја храна која што сме ја внели или можеби некои лекови кои што ги користиме во меѓувреме или терапија која што ја примаме, значи делува на различен начин. Има повеќе фактори кои што влијаат на тоа. Така. Во ред, ти благодарам на одговорот. Сите сме запознати со темата антитела, Така. Па може ли да ни објасниш функцијата на овој дел од имуниот систем, односно функцијата на антителата? Така. Значи антителата се всушност протеини кои што изгледаат на буквата У или Y на латински. Имаат можност да препознаат и да неутрализираат тела, тоест антигени со кои што телото дошло во контакт. Па така постојат преку 100 милиони различни антитела, иако има 5 групи. Најпознато ни е IgG, IgA, IgE, IgM. Значи, антителата се многу ефикасни, тие го обележуваат на трапникот и другите ефекторни механизми го уништуваат. Значи, оно што е битно е дека антителото нема способност да уништи или да убие. Значи, тоа само обележува и другите делови од неспецифичниот имун систем или специфичниот, тие можат да почнат да делуваат. Значи, пример, антителото потребно е да се поврзе со антигенот за да може нашиот организам да го уништи. Да го препознае. Така, тоа се нарекува антиген-антитело комплекс. Значи мора да бидат заедно поврзани во еден вид на ланец за да можеме да почнеме да делуваме. Ги спомнавме компонентите на вроден и стекнат имун систем, можеме накратко да ги повториме. Значи во вродениот или неспецифичен имун систем. Минатиот пат што разговаравме за него, така? Така, да. Значи тука ги имаме кожата, мукозните мембрани, нема меморија, значи нема способност откако ќе го препознае и да даде одговор, нема способност да направи меморија, каде што во стекнатиот имун систем бе клетките. Да ја запамти болест, така и да се спречи наредна инфекција со тој. Така, да. Значи, тие работат или вродениот имунитет работи така што тој препознава одредени образци и изглед на некои бактерии, дали имаат камшичиња, дали немаат, која е нивната големина и така ги препознава. Додека пак во стекнатиот ги имаме лимфоцитите, Т и Б лимфоцити, имаме меморија, имаме создавање на антитела, препознавање на антигени преку Т и Б клеточните рецептори кои што претходно ги спомнав и тука имаме секретирање на антителата. Во ред, значи со помош на овој специфичниот имун одговор, тој ни дава можности за меморија, како што кажа, и спречување на следна инфекција со вирус или бактерија кои што веќе сме ги прележале, така? Да. Добро, во ред. Може ли да ни кажеш, после се во ова што го кажавме денес, бидејќи е малку покомплициран овој дел од имуниот систем, каков заклучок би извлекла да биде малку поедноставно кажано и нешто што би можеле да го запамтиме поедноставно? Да, еден мој професор по предметот имунологија имаше една реченица ставено, вели раштимај го и бум ќе видиш каков неред следи.
кога ќе го раштимаме нашиот имунитет кој што нормално го имаме, кога ќе го ослабнеме со смалена или воопшто непостоечка физичка активност, со лоша исхрана, со недоволен внес на макро и на микронутриенти, недоволен внес на вода, на чист воздух кој што го имаме, на витамини кои што се директно вклучени во одбраната, намален сон, намален одмор, се отвара една врата за влез на многу микроорганизми кои што во нашиот организам прават една бура и тој се обидува со сите овие горе напоменати механизми да се одбрани. И затоа е многу важно да се грижиме за нашето здравје, почнувајќи тука од првата емисија каде што зборувавме кои се сите тие детерминанти на здравјето. Значи потребно е да се грижиме за физичкото, психичкото, душевното, социјалното благосостојба или здравје, за да можеме да се чувствуваме навистина здрави и да имаме еден убав и среќен живот. Во ред, Сања, ти благодарам многу, повторно ќе кажам за сите овие информации кои што ги сподели со нас. Вам, драги гледачи, ви посакувам добро здравје, да се грижите добро за вашиот имун систем и да правите се што е во ваши раце, како што кажа Сања, и се до следно видување, останете живи и здрави и поздравени. Се враќаме повторно во програма. Почитувани гледачи, вие следите емисијата Точно напладне. Секоја среда во 12 часот напладне. Тука сме за вас и верувам дека и вие ќе бидете со нас. Ова емисија се емитува во живо, но се снима и може да ја прогледате и подоцна на нашиот YouTube канал Радио Гласна надежта. Следува рубриката Кратка теолошка или духовна тема. Денеска би зборувал за дејството на злите духови. Ова тема ќе поделиме на два дела, така да во оваа емисија ќе го имаме едниот дел, првиот дел, а во наредната емисија ќе го кажеме и другиот дел кога е во прашање дејството на злите духови. Верувам дека и вие сте се сретнале со тоа прашање, кога некој ќе ви каже, ми се јави овој покоен, слушнав глас, слушнав тропање во собата, дали се тоа духови на покојните и така натаму. Дали постојат зли духови, драги гледачи? Поврзаноста, може да кажеме, на видливиот свет со невидливото, служењето на Божите ангели и активноста на злите духови јасно ни е откриено во Библијата. И може да кажеме, тоа е неразделно
поврзано со историјата на човечкиот род. Постои и голема, може да кажеме, тенденција да се спомнува и постоењето на сатаната, од друга страна и на светите Божји ангели. Значи, постојат тие надприродни суштества, тоа се ангелите кои ние не може да ги видиме со наши очи, би се рекло. Меѓутоа, постојат и добри ангели, постојат и лоши ангели. Ние ќе видиме понатаму во ова излагање дека тие нечестиви духови или демони, кои некојаш биле Божји ангели, се претвараат во гласови или во ликови на нашите покојни и всушност тие се јавуваат кај луѓето и предизвикуваат страв, предизвикуваат нетрпение или едноставно верување дека постои некој надприроден свет или пак јавување на нашите покојни. Еве што вели апостол Павле во Евреите 1 глава 14 стих. Нели се тоа испратени духови, односно ангели, да служат на оние што ќе го наследат спасението. Значи, тоа се Божји ангели кои нас не штитаат, кои можат да не упатат кога ќе се најдеме во некоја неприлика и во некоја неволја. Меѓутоа, исто така постојат и ѓаволски демони или ангели кои биле еднаш на Божја страна, но тие отишле на страната на сатаната и тие може да се јавуваат и да предизвикуваат секакви појави и гласови. Значи, постојат добри и лоши ангели. Не можат покојните да се јавуваат на живите. Тие одат во непостоење, меѓутоа ангелите, демоните, можат да го имитираат гласот на покојниот, на твојата баба, дедо, мајка или било кој и да предизвикуваат верување и страв кај вас со уверување дека ете сте го слушнале гласот на вашите покојни. Ангелите постоеле почитувани пред создавањето на човекот, бидејќи кога биле поставени темелите, вели Јов, односно Давид во својата 8 глава, значи во псалмите Давидови 8:5 вели: утринските звезди пееле заедно со сите синови Божи и кликнале, односно со воскет го славиле Господа. Значи, попадот на гревот, односно попадот на човекот во грев, биле испратени ангели да го чуваат дрвото на животот, а во тоа време ниту едно човечко суштество не умрело. Значи, тогаш немало покојни, немало умрени. Адам и Ева биле единствените жители на оваа земја. Ангелите по својата природа се повисоки суштество човекот, бидејќи псалмистот вели дека Бог го создал човекот малку понизок од ангелите. Светото писмо информира за бројот, односно не информира за бројот. Тој само спомнува глобални бројки, меѓутоа не кажува дека има 2 милиарди ангели или милиарда ангели. Таква бројка нема да најдеме. Меѓутоа зборува за моќта и славата на небесните суштества, за нивната врска со Божјото владење и за нивната поврзаност со планот на спасението. Еве, ќе прочитам неколку текстови од Псалмите 103 и Откровение 5 глава. Господ Савот го постави својот престол, а неговото царство владее над сите, а пророкот вели: го слушнав гласот на многу ангели околу престолот, мокини во добродетелта, кои го извршуваат неговиот збор, слушајќи го гласот и неговото слово. Гледате, Јован како слуша, мокни ангели го слават Господа на небото. Понатаму вели Данило, 10.000 по 10.000 и илјадници илјади биле небесните гласници што Данило ги слушнал или ги видел. А Павле ќе каже во Евреите 12:22, многу илјадници ангели. Немало бројка со кој можеле да опфата таа група на ангели што Павле ги видел или слушнал или самиот Данило. Како Божји гласници тие летаат како молни, блескави во својата слава и брзи во својот лет. Ангелот, например, се појавил при Христовиот гроб, кога Исус воскреснал, знаеме, таму вели блескаше како молња, облеката му беше како снег. Така што стражарите, вели текстот, се треселе од страв кога виделе таа појава и станали како мртви. Например, кога Сенахирим, гордиот асириец, го хулил Бога, му се подсмеваше и му се закануваше на Израел со уништување. И вели текстот, истата ноќ ангел Господов излезе, ја уби околината асирецот 185.000. Замислете, дошол ангел и убил 185.000 асирски, односно војници.
Бог им испраќа, почитувани гледачи, ангели на своите следбеници. Со порака на милосрдие, например. Еве, кај Аврама, често пати гледаме како Бог му се јавува на Аврама. Значи, Бог му се јавува преко ангел на Аврама, советување за благослов до портите на Содом, за да го спаси праведниот Лот. Знаеме дека дојшле 23 ангели кај Лот во човечко тело претворени и го извлекле Лот и неговото семејство од Содом и Гомор. Илија во пустињата исто така, кога беше исцрпен и изморен од глад, разочаран, дошол ангел, вели го чукна по рамото и му рече: Илија, што бараш ти тука? Ајде стани. А Илија бил во тешка депресија, сакал да умре. Посакал да умре, ангел вели: не, Бог му вели: имаш ти уште работа. Стани. Ангелот му донел храна да се окрепи и Илија знаеме што направил, станал. Понатаму Елисија со огнена кола во еден мал град, каде што бил затворен на неговите непријатели, ангелот дошол го спасил. Даниел, кога го молише за божествена мудрост, знаеме дека Даниел, кога беше во јамата лавовска, ангелот ја затвори устата на лавот, потоа кога Даниелот требаше да го протумачи тој голем сон и видение што го имал Навуходоносор, ангелот дошол и му објаснил. Понатаму Петар, кога Ирод го осуди на смрт, дошол ангелот, го спасил. Павле, неговите придружници во бурната ноќ на морето, Корнелија, за да му овозможи да го прими Евангелието. Понатаму Петар, кога бил испратен кај незнабожците со порака за спасение. Гледате, почитувани гледачи, на сите или во ситове примери, ангелите се во акција. Тоа се оние Божите ангели. Меѓутоа, еве ќе одем понатаму. Секој Христов следбеник има свој ангел чувар. Овие небесни чувари ги штитат праведните од моќта на злиот. Сатаната, знаеме дека кога дошол кај Господа и кога му рекол: Јов, не ти се бој и ти служи така лесно. Тој од корист тоа го работи. Вели: дали Јов џабе се плаши од Бога? Зар не си го градил него и се она што го има наоколу? Гледате, ангелите го градиле домот на Јова. Тоа го признави самиот Сатана. Вели: ти си го оградил со твоите чувари. Тргни ги малку, јас да настапам, па ќе видиш дали Јов ќе ти служи како сега што ти служи. Зар не си го оградил него и се што има наоколу? Понатаму, еве што кажува Исус во Матеј 18:10. Внимавајте да не презирате еднот овие мили, зашто ви велам дека нивните ангели на небесата подеднакво гледаат на мојот небесен татко. Матеј 18:10. Гледате, и овде Исус кажува дека секој човек, па и бебињата и децата добиваат еден ангел кој ги прати преку целиот живот. Така, народот Божи, иако изложен на моќта на измамата и секогаш будната злоба на кнезот на темнината, и е во борба со силите на злото, со уверение со постојаната заштита на небесите ангели. Ние треба да бидеме уверени, почитувани гледачи, дека ангелите Божи се со нас и тие не штитат. Но секако ние треба да се помолиме и да побареме од Бога негова заштита. Сега, во овој дел зборувавме за Божите ангели, за оние добрите, позитивите, но наспроти нив постојат и зли духови или ангели. Тоа биле, реков, првично создадени, безгрешни суштества, ангели. Тие биле еднакви по природа со оние Божите ангели, со мок и слава на небесните суштества, кои сега се Божи гласници. Но кога паднале во грев, тие се здружиле за да го хулат Бога и да ги уништат луѓето. Соединети со сатаната, значи злите духови, една третина на поранешни Божи ангели, се здружиле да го хулат Бога и да ги уништат луѓето. Соединети со сатаната во неговиот бунт, тие биле протерани од небото со него. Тие во сите векови соработувале со него во неговата бора против божествениот авторитет. И затоа Свето писмо ни кажува за нивниот сојуз, владење и разни наредби, за нивните способности, за нивното предавство, како и за нивниот заговор против мирот и среќата на луѓето. Историјата на Стариот Завет, ако ја проверите и ако го читате Стариот Завет, почитувани гледачи, ќе видиме во многу примери каде што злите ангели делувале.
Подоцна во Новиот Завет, кога Христос живел во тело на оваа планета, често пати видливо ја покажале својата моќ со цел да го уничат Исуса Христа. Успел Исус секако да ја раскринка или да ја открие таа маска на ѓаволот, дека е тој кнез на злото, дека е тој Велзевул, дека тој е отпадник, дека тој на човекот му посакува само зло. Знаеме дека Исус 3 пати бил кушан од страна на сатаната, со цел да го натера, да го наведе да погреши и така Исус да биде пореметен во самиот процес на остварување на планот на спасението. Исус дошол на оваа земја кој се предал доброволно, целосно и давајќи го свој живот, тој не откупил од смртта, она вечната смрт, што Адам и Ева, на жалост, ја навлекли на човештвото со својата непослушност. Знаеме дека Исус се спротиставил на сатаната со зборовите пишано е. Значи Исус го цитира Стариот Завет, пишано е, нема да го кушаш својот Господар. Денеска, почитувани гледачи, четите на темината гледаат прилика кога овој свет е возвриен како вулкан, како едно тенџере со жешка вода. Сатаната се повеќе го стега својот обруч. Тој ќе се јавува и на живите со глас на покојните, се со цел да ги предизвика да веруваат повеќе во него и во неговите науки отколку на Библијата и на Исуса Христа. Сатаната бесне како лав, вели Петар во своето послание, тој бесне рика како лав, сакајќи да не уништи. И затоа како можеме да се спротивставиме на сатаната? Како можеме да излеземе од неговите канџи? Ке слушнеме, почитувани гледачи, во следнава емисија, ке продолжиме со ова тема, значи со темата кога е во прашање за христијанскиот поглед на јасновиците, на вражарите и гатарите. Ве само ке кажам, на крајот од оваа тема, да не се препуштаме на тие јасновици, гатари и вражари, зашто тоа нема Божи подпис. Тука подписот е на сатаната, на ѓаволот. Повеќе за тоа ќе спомнеме во наредната емисија. Затоа ве поканувам да ја следите и наредната наша емисија, каде што ќе добиеме одговор како да се заштитиме од сите тие вражари, гатари, од разни магии кои денеска се повеќе се распростанети и многу луѓе на жалост веруваат во нив. Се гледаме, значи повторно во наредната емисија ќе продолжиме со истата тема. А сега одиме со песна. Истражувам љубопитно за каква цел ке вреди јас да живеам. Пред срцето наредени стојат многу избори, што да земе, што да остави. Зачекорувам кон иднина, за мене неизвестна. Секој ден ми треба твоја близина. Гледам во далечина, барам звезда во дука. Те молам, биди моја светлина. Ако паднам, ти подигни ме и на нозе исправи ме. Патот заедно да го продолжиме. Пред мене
После ова песна, почитувани гледачи, се враќаме повторно во емисија. Вие следите емисијата Точно напладне, секоја среда во 12 часот напладне. Имаме прашање за денеска во ова емисија. Каков е христијанскиот поглед на јасновиците? Значи, претходно може да следевте темата, кога зборувавме за дејството на злите духови, меѓутоа, еве, сега ќе одговориме на прашањето каков е христијанскиот став или поглед на јасновиците. Дали треба да одиме кај бајачи, кај гатачи, кај оне кои гледат во дланка, во граф, во филџан кафе и така натаму. Морам на почетокот да бидам отворен и јасен, почитувани гледачи. Библијата јасно ја осудува секоја практика на спиритизам, медумизам, окултизам, јасновици, гледање во филџан кафе, во разни карти и така натаму. Може вие кои имате Библија да проверите во вашите света писма, во Левит 20:27 и Второ Законие 18 глава 10 до 13. Јасно таму Бог кажува каков е неговиот став кон таквите луѓе кои постоеле, кои живеле во тоа време. На жалост, дури биле прогонувани таквите и не биле оставани во живот, зашто го заведувале народот. Понатаму, во ова категорија на луѓе, во модерен стил на живење денеска, паѓаат или се вметнуваат, во ова категорија спаѓаат и хороскопите. Не е добро да ги читаме хороскопи. Јас понекогаш ќе земам весник, ајде ќе отворам таму, знаете, на задната страна или пред задната постои хороскоп. Роден си таму, јас сум, например, во април, и да видам што денеска ќе ми каже хороскоп. Од радознало, знаете. Меѓутоа, не е тоа добро, ниту од радозналост. Зашто може некоја работа таму ќе се каже, напишана и ќе се вметне во твојот ум и може да предизвика проблем во твојот живот. Затоа да се ослободиме од разните хороскопи, тарот карти, астрологија, значи астрологија, гледање во звезди, така натаму, гатачки, дланка, во дланка се гледа, разни сеанси. Ајде вели дојде на сеанса, во некоја полузамрачена просторија, запалиле неколку свеки и тука сеанси ја воспоставуваат контакт со духовите, со мртвите. Сатаната тоа ќе го искористи, тоа е погодно тло да сатаната делува и да направи проблем во твојот живот. Значи, овие работи се засноват на концептот дека има богови, има духови или сакани кои умреле, кои можат да ви дадат совет или да ве водат. Овие така наречени богови или духови се демони, почитувани гледачи. Павле тоа јасно го кажува во второто послание до Коринтјаните 11 глава од 14 до 15 дека тоа се демонски сили. Библијата никаде не ни дава причина да веруваме дека нашите сакани кои умреле можат па дури и сакаат да стапат во контакт со нас, со луѓето. Ако, например, тие се живи, односно нивните духови се живи, нивните души, тогаш ајде и ние да умреме па да одиме кај нив таму, па да уживаме, зошто да се мачиме? Ако се тие горе некаде во рајот и уживаат, зошто ние да не умреме побрзо и да отидеме и ние таму да уживаме? Тоа не е точно. Значи, денеска ниту добрите, ниту лошите, кога умират, не одат никаде, туку одат земја. Значи, ако нашите соседи не може да бидат во контакт со нас, нашите соседи, нашите блиски, нашите родители, едноставно, тогаш како тие медиуми, како што се спиритистите и јасновиците, има толку точни информации за нив. Од каде тие ги добиват тие такви информации? Откринуј како јасновиците може да добијат многу информации за некоја личност преку најобични средства. Например, доаѓа некоја гатачка кај вас и има лесноверни, ги примаат, им бајат, им гледат. И тие јасновици се многу лукави, перфидни личности. Тие први доаѓаат кај комшиите во улицата, прашуваат за овој, за оној, и тие веќе добиваат неколку информации за твојот комшија, за подалечниот комшија, и кога доаѓа кај ти би вели, таму во твојата улица живе еден човек по име Петар, тој е во странство, има 3 деца, му умрел мајка, му умрела татко и така, и вие веќе паѓате на тие негови зборови, зашто тој веќе добил информации од соседството, од луѓето во вашата улица. Понекогаш вели само повикувајќи се на телефонски број преку
има разни броеви кои се добиваат, или преку интернет ќе пребараат информации, јасновидецот може да добие имења, адреси, датуми на реагање, датуми на брак, кои се членовите на семејство и така натаму. Сепак непосредно е дека јасновиците понекогаш знаат да работат или знаат работи што би требало да им биде оневозможено да ги знаат. Од каде ги добиваат овие информации? Значи, најпрвен тој ќе се снабди со информации за тебе. Има денеска начини, преку твојот Facebook, например, преку интернет, преку твоите комши, роднини, пријатели, тој ќе се снабди со информации за тебе, кој ќе дојде, тој ќе ти каже, ти имаш 3 деца, едно ти е во Скопје, или во Англија, или во Бугарија, или во Грција, пример, или беше на одмор летоска таму, и ти ќе речеш, од каде тоа го знаеш? Значи, тој веќе доаѓа кај тебе со полн джеп информации, и е лесно ти веќе си метнат во неговиот кош или во неговата замка. Сатаната вели неговите демони, и на тој јасновидец исто така може да му шепнат, да му кажат информации за тебе. Еве што пишува апостол Павле во Коринтјаните 2, 11 глава, 14 и 15 стих. И не е ни чудо, зашто самиот Сатан има облик на светол ангел. Тогаш не е ништо големо кога и неговите слуги се претвараат во слуги на праведноста. Нивниот крај ќе биде според нивните дела. Значи, сатаната, гледате, Павле, што вели апостол Павле, се преправа дека е љубезен и помага. Тој се обидува да изгледа како нешто добро. Сатаната и неговите демони му дават информации на тој јасновидец, на тој бајач или гледач за некоја личност на еден начин да ја намале, да го намали твојот сомнеш кој ќе дојде тој кај тебе. Знаете, почеткот ни велим, ајде, не верувам ја во јасновици, во гатеч. Меѓутоа, кој ќе почне да зборува, кој ќе почне да погодува некои работи, ти полека омекнуваш. И да каже нешто неточно, невистинито, ти тоа нема да го приметиш. Ти ќе се држиш. Психата е многу опасна. Тој психолошки ќе те обработи и ти ќе веруваш на тие работи што тој те веќе ти ги погодил во твојот живот. На почетокот изгледа наивно, но набрзо личноста станува зависна од психичкиот тој, како да кажам, начин на зборување. Тој веќе те придобил, дозволувајќи му на сатаната да го контролира и уништи твојот живот. И затоа, еве што вели апостол Петар во неговото прво послание, 5 глава 8 стих, бидете трезвени и будни. Вашиот противник, ѓаволот, оди наоколу како рикачки лав. Гледате како овој превод вели, рикачки лав, или друг превод вели, како лав кој рика, барајки кого да проголта. Во повеќето случаи самите јасновици веројатно се во заблуда и не го знаат вистинскиот извор на информациите што ги добиваат. Како е да е случајот, кој да е изворот на овие точни информации, се што е поврзано со спиритизмот, со гатањето, со астрологијата и така натаму, не е од Бога, драги гледачи. Оставете го тоа, манете се од тога. Тоа може да предизвика многу големи непријатности во твојот живот. Божја намера не е преку такви информации, преку такви луѓе да добиваме информации за нашиот живот. Како Бог сака да ја препознаеме неговата волја за нашите животи е прашање. Како сакаме да ја препознаеме? Тогаш да се молиме на Бога. Едноставно проучувајте Библијата. Молете се за мудрост. Пишува 2 Тимотиева 3 глава 16 и 17 стих и Јаков 1.5. Да ја проучувам Библијата, да се молим, и тамо е јасно откриено се оно што ни е потребно да го знаеме за нашиот живот. А оно што е сокриено, Бог ќе ни го открива дневно. Не мора ние да знаеме што ќе се случи следната година. Замислите да знаеме дека за година дена ќе се скршиме ногот. Еве еден банален пример. И како ќе биде тој живот, таа година дена, кога ние ќе го чекаме денот кога ќе се скршиме ногата. Гледате, има работи што Бог добро што ги сокрил од нас. И затоа Бог дневно ќе ни открива работи што се потребни за нас. Наше е да се целосно препуштаме на Бога. И затоа еве во оваа емисија зборувавме на вашето прашање кој го поставивте, каков е христијанскиот поглед на јасновиците. Бог тоа го забранува и не го одобрува нашиот контакт што го имаме со такви луѓе за наше добро. Затоа нека му е слава на Бога што тој
ни ги открива работите преку Библијата. И затоа уште еднаш, почитувани гледачи, читајте Библијата, Свето писмо, може да ви дадеме бесплатно, така да ако се јавите на нашата адреса, ние ќе ви испратиме по пошта или нашите соработници ќе ви ја донесат на вашата домашна адреса. Овде се кријат сите одговори и се оно што е потребно за нашиот секојдневни живот. Одиме сега повторно со песна. Очекува секој што Бог го повикува, добрина од него добива. Нема страх повеќе, зашто мене тој ми помага секој ден. Кој нас ке начуе во тежок ден, мојот Бог. Милост, љубов, истина сака тој, во него најдов застапник, штите мој. Надевајте се на него целосно, мојот Бог. Божјата добрина тука е, секој што бара ке пронајде. Народите што ги создаде, ке видат колку славен е. Нема страх повеќе, зашто мене тој ми помага секој ден. Кој нас ке начуе во тежок ден, мојот Бог. Милост, љубов, истина сака тој, во него најдов застапник, штите мој. Надевајте се на него целосно, мојот Бог. Во рано утро размислувам, со молитва денот го почнувам, за неговите дела раскажувам, со радост ја живеам. Нема страх повеќе, зашто мене тој ми помага секој ден. Кој нас ке начуе во тежок ден, мојот Бог. Милост, љубов, истина сака тој, во него најдов застапник, штите мој. Надевајте се на него целосно, мојот Бог. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Почитувани гледачи, еве полека дојдовме до крајот на нашата денешна емисија, точно напладне.
Ви благодарам што бевте со нас и ова емисија може да ја повторно гледате на нашиот YouTube канал Радио Гласна надежта, каде што се поставени и сите останати досегашни одржани емисии. Споделете ја ова информација со вашите најблиски, да можете тие да не следат директно на Facebook каналот Радио Гласна надежта, каде што оди во живо, но и на нашиот YouTube канал може да ги следите овие наши емисии. Благодарам на вашето внимание, ви посакавам убав ден и се гледаме во наредната среда. До тогаш останете со здрави. Почитувани гледачи, ви покануваме да бидете дел од нашата нова емисија точно напладне на Радио Гласна надежта. Секоја среда, точно напладне, ќе имате можност да ги следите следните содржини: мисла на денот, актуелности во светот, совети за здрав начин на живење, теолошки теми, одговори на ваши прашања и други интересни содржини. Сето тоа ќе биде проткаено со убави христијански песни. Емисијата ќе се емитува на Facebook страната на Радио Гласна надежта и на YouTube каналот Радио Гласна надежта. Се гледаме.